Општина Кочани годинава бележи зголемување од 2,8% на активната транспарентност во работењето во однос на лани и се наоѓа во првата група на многу добра транспарентност меѓу сите локални самоуправи и институции во државата. Со тоа, втора година поред, таа го задржува првото место меѓу општините од источниот плански регион. Резултатите се објавени во индексот за активна транспарентност за оваа година, а што го изработи Центарот за граѓански комуникации од Скопје, испитувајќи ја јавноста во работењето на општините и на државните институции, односно на сите министерства во текот на оваа година. Според јавно објавените податоци, локалната самоуправа на Кочани со измерена активна транспарентност од 95,8% го дели шестото место со општина Велес меѓу сите институции кои биле предмет на истражување. Истовремено, го дели четвртото место со истата локална самоуправа кога се споредуваат општините во државата. Меѓу 11 општини од источниот регион, веднаш зад Кочани е Берово со 95,7% активна транспарентност. Делчево и Штип го делат третото место со 88,6%, а подобрување и значителен напредок има кај општина Зрновци. Со зголемување од 13%, таа е пето рангирана. Потоа следуваат Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Виница, Чешиново, Блешево и Карбинци. Од сите општини во источниот регион, само Виница годинава има помала активна транспарентност од лани, односно од 74 се симнала на 71%. Во однос на 6 региони во државата, оваа година источниот регион има вкупна транспарентност од 79% и со таков резултат му го препушта првото место на југоисточниот регион, кој што мината годишните 74% годинава ги зголеми на 84% активна транспарентност. Истражувањето е направено врз основа на претходно изработена методологија и структурирани прашалници за исполнување на обврските за активно објавување на информациите на интернет страниците на општините. Во оваа смисла земени се предвид пред се обврските што произлегуваат од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер, како и обврските од други закони што се однесуваат на трошењето јавни пари. Според генералните резултати на Центарот за граѓански комуникации, а во кои се вклопува и општина Кочани, институциите објавувале најмногу известувања од областа на пристапот до јавни информации, а најмалку за своето финансиско работење. Општинската администрација во локалната самоуправа на Кочани ќе биде зајакната со вработување на 5 работници како државни службеници. Тие ќе бидат ангажирани на исто толку различни работни места. Според официјалната објава во Агенцијата за администрација, општинските служби во Кочани треба да бидат пополнети со помлад соработник за протоколарни активности и меѓународна поддршка на градоначалникот. Потоа со помлад соработник за општи работи и односи со јавноста, соработник, едношалтерски службеник за архивирање и работа со уписник, советник за заштита на природата и заштита на животната средина и соработник за следење и учество во постапка за донесување урбанистички планови и проекти. Сите 5 работни места се во одделението за правни и општи работи на секторот за правни, јавни дејности и општи работи на општина Кочани. За сите работни места се бара кандидатите да имаат завршено високо образование од областа на политичките науки, менаџментот, книжевноста, правните науки, јавната управа и администрацијата, како и од животната средина, архитектурата, урбанизмот и планирањето, или шумарството и хортикултурата. За првите 3 работни места не е задолжително работно искуство во струката, додека за советникот за заштита на природата и животната средина и за соработникот во постапките за донесување урбанистички планови и проекти се бара кандидатите да имаат 3-годишно, односно 1-годишно работно искуство. Почетната нето плата за 5 работни места се движи меѓу 22.300 и 26.577 денари месечно. Кандидатите треба да бидат со македонска етничка припадност, да имаат активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од 3 најчесто користени јазици во Европската Унија. Огласот е отворен до 23 август. Истовремено, општина Кочани објави и интерен оглас за унапредување на 2 административни службеници. Едниот е за советник за урбанистичко и просторно планирање, а другиот
за советник за примена на прописи, постапки и стандарди за човечки ресурси. На интерниот оглас може да се јави административен службеник што е вработен во општина Кочани, кој покрај општите и посебните услови за пополнување на работното место треба да е оценет со оценка А или Б при последното оценување. Исто така, на работното место да е непосредно на пониско ниво или да е на работно место во рамки на иста категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас. Исто така, треба да поминал најмалку 2 години на тековното работно место и да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас. Интерниот оглас за унапредување на двајцата административни службеници е отворен до 27 август. Општина Кочани информира дека во деновите од викендот биле спроведени повеќе акцијски расчистувања на неколку локации во градот. При тоа е упатена благодарност до доброволната планинска спасителска служба Осогово, како и до Дирекцијата за заштита и спасување. Тие се отповикале на повикот од страна на градоначалникот Љупчо Папазов и придонеле при расчистувањето на влезот на градот од двете страни, од подвозникот до бензинската пумпа Лукойл, како и на паркингот пред хотелот Национал. Доброволното противпожарно друштво од Кочани пак во саботата исто така спровело акција за расчистување, односно за отстранување на паднати дрвја. Од општина Кочани информираат дека истовремено продолжуваат и работните активности во рамки на проектот Јавни работи Мерка 6, при што ангажираните невработени 20 лица расчистувале повеќе локации во градот. Покрај улиците исчистена и околината на новата детска градинка од бујната летна вегетација. Исто така, исчистен и просторот што е наменет за паркинг на улицата Стево Теодосиевски, со што локацијата е прилагодена за понатамошна изградба на планираниот паркинг. Општина Кочани и во периодот што следува ќе продолжи со слични акции за расчистување. Силно невреме со обилни врнежи од дожд доцна попладнето го зафатија регионот на општина Виница, при што предизвикаа проблеми за граѓаните и отежното одвивање во сообраќајот. Според видеоснимките што беа испратени на социјалните мрежи, забележливо е дека голема количина вода го поплавува булеварот во Виница, а според информација од местното население, водата навлегла и во дел од подрумските и приземните простории на околните објекти. Невремето беше проследено со грмежи и ветер, а дополнително ќе се утврдуваат евентуални штети од надоделната вода, како кај домакинствата и другите објекти, така и кај земјоделските површини. Слично невреме имаше и пред околу 2 месеца, кога од дождот и ветерот беа оштетени покриви на објекти, а најмногу настрада лимената покривна конструкција на една колективна стамбена зграда во Виница. Сериозни штети тогаш претрпеа и големи површини со лозја и овоштарници, при што родот за оваа сезона беше целосно уништен. Велосипедист од Кочани се здобил со потешки телесни повреди, откако управувајќи го велосипедот доживеал незгодно паѓање на патниот правец кон Браната Градче. Според информацијата од Министерството за внатрешни работи, во неделата околу 10 часот во полициската станица во Кочани било пријавено дека 57 годишниот РТ од Кочани, управувајќи велосипед, паднал на коловозот на патот Брана Градче Кочани. Во несреќата тој се здобил со тешки телесни повреди, при што бил префрлен во општата болница во Кочани. На местото на настанот бил направен и увид од страна на увидна екипа од полициската станица во Кочани. Во рамки на подготовките за предстојната надпреварувачка сезона во детските и младинските лиги, младите фудбалери од фудбалската школа Фудбал Старс од Кочани викендов учествуваа на традиционалниот турнир Прилеп Куп 2022. Ова надпреварување е едно од посилните во државата и е вистинска проверка за подготвеноста на играчите, со оглед што годинава на него учествуваа 46 екипи во 6 возрастни категории со над 700 млади фудбалски таленти. Тоа само потврдува колку силна била конкуренцијата за сите надпревари.
Тимот на Фудбал Старс на турнирот учествуваше со две екипи од генерацијата 2013 и повозрастните нивни фудбалски колеги од генерацијата 2010. И покрај добрата игра и одличната подготвеност на нашите млади фудбалери, генерацијата 2013 во борбата за третото место одигра нерешено против Пелистер. По изведувањето пенали загуби со 3:2 и на крајот се пласираше на четвртата позиција. Фудбалерите од генерацијата 2010 исто така играа за трето место. Тие убедливо го совладаа тимот на ЛГ Битола со 3:0. Од раководството на Фудбал Старс се задоволни од прикажаната игра и им патија честитки на младите фудбалери за пожртвуваноста и борбеноста. Организатори на турнирот беа фудбалскиот клуб Прилеп и општина Прилеп. Нивна цел е турнирот да прерасне во расадник на професионални фудбалери кои ќе ги бранат боите на македонската фудбалска репрезентација.